Држам се, разбира, до точката на дневен ред, односно до предлогот Светлана Жупановска да стане член на Советот на јавни обвинители. Но најпрво, свесни сме дека и Советот на јавни обвинители и Судскиот совет се во своевидна правна криптодепресија. Мора да ги отвориме очите. Тоа е првиот заклучок. Вториот, непознат правен феномен е да добиете од оние кои ја предлагаат празен извештај. Тоа е извештај без извештај или извештај без информации. Трето, непознат феномен е да се појават или да се пријават неколкумина и на еден чуден начин, јас тоа го викам судско-дворски, отоманско-византиски игри, може и римски игри, одеднаш да почнат да се откажуваат луѓето и да остане еден. Тоа само упатува на некаков чуден договор. Значи, и Судскиот совет, и Советот на јавните обвинители уживаат во моментов најниска доверба од граѓаните во Република Македонија. Извинете, колеги, но ние имаме голем удел во профилот на нашето судство. Наместо да ги предлагаме и да ги бираме најдобрите, ние ги бираме најлошите. Порано во Уставниот суд се замислуваше оние кои ќе бидат предлог на председателот или во другите органи предлог на председателот или избор на собранието да бидат најдобрите. Помина тоа време. Го цитираа членот 32 пред мене, но јас морам да кажам дека не мора ние да трагаме по науката, по теоријата, по законите, за да сватиме дека истакнат правник е правник кој што дал придонес не само за правната професија, за правната наука, за правната мисла, за правната теорија, придонел нешто со своите ставови. Таква јас овде кандидатка не препознавам. Значи, веќе рекоа, не се работи за универзитетски професор, нив ги снема од сите институции, погодете зошто, од и ова е време на просечни, подпросечни партиски послушници. Не е познат адвокат, малку ги користиме адвокатите, меѓу нив има извонредни правници, не е поранешен судија на Уставен суд, иако има еден поранешен судија на Уставен суд во овој орган, кој беше министер, па народен правобранител, па на крајот си се лоцира тамо каде што партијата го стави. Не е бивши меѓународен судија, значи тешко може да го носи епитетот истакнат правник. Што сакам друго? Биографија, читам кратка биографија. Извинете, ама за член на Судски совет и за член на Совет на јавни обвинители треба да добиеме долга биографија, полна биографија. Овде никој веќе не пишува просек, бидејќи просекот и ништо не значи, сите се доктори на науки, сите се професори, иако немаат поим за дисциплината што ја предаваат. Овде сме гледале такви, кои завршиле факултет во време кога не постоел, замислете, универзитет. Ке ги набројам еден ден. Значи, просек нема, да, ги поминала, морам да кажам, повеќето степени во судската кариера, но во моментов е стручен соработник. Кога пишуваат во CV-ата кандидатите активност во проекти, во студии, во обуки, пишуваат најчесто 2 дена, 3 дена. Тоа апсолутно не придонесува за некакво високо образование. Да кажам на крајот. Една јавна обвинителка спомена дека се случува трговија на интереси. Да, ние велиме дека па не е многу денеска добро да го споменувате специјалното јавно обвинителство, ама да подсетам, мнозина од нив укажуваат дека не формирајте орган што нема уставен основ. Ама кога меѓународната ќе даде благослов, овде и уставот престанува да важи.
Значи, во прашање е еден орган, како и тој другиот, морам да бидам остра. Кула од карти ни е судството, вавилонска кула ни е, тврдина од пепел ни е. Морам да ве подсетам, да престанеме да веруваме дека судии, јавни обвинители, членови на судски совети и на совети на јавни обвинители, правни микроскопи, можат да се родат во пазувите на партиите. Напротив, може да се родат само далеку од нив и без контакти со нив. Такви се најдобрите судии, такви се најдобрите членови на независните судски тела. Извинете, изгледа дојдовме до зидот, кога судот и советот на јавни обвинители и советот и судскиот совет треба да се испразнат, за да влезат во нив најдобрите. Да подсетам, овде се ореше, нема правда, нема мир. Нема правда, нема мир и сега се наоѓаме во затишје пред бура. Со неа, уверена сум дека ќе си заминат надживеаните и надминати ликови, оние кои немаат смисол, оние кои немаат љубов кон правото, но оние кои не се квалификувани за право раздавање. Знаете што? Ве уверувам дека никој нема да забележи дека нив ги нема со 3-4% доверба. Благодарам. Има збор Јадранка Поцкова.